Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Клан Дебата. И вечера ќе разговараме на актуелни политички, безбедносни и економски теми со моите вечерашни гости од мојата десна страна, генерал Павле Арстовски. Добро вечер, знам. Добро вечер. Господин Љупчо Балковски, ВМРО Народна партија. Добро вечер. И Сашко Јанчев, Левица. Двајцата без В во презимењата. Сашко Јанчев мора да имаш В, бидејќи ти завршува презимето на да не погрешам во ословувањето. Ќе почнам со вас, генерале, бидејќи голема владина, а можеби не знам, има и парламентарци во составот на делегацијата, неколку дена е во Соединените Американски држави, предводен од премиерот. Без разлика дали имаше спекулации на покана на Трамп или не, на инаугурацијата или не, но неколку дена имаат средби со важни личности од естаблишментот во САД, со диаспората и така, со бизнисмени. Еве денеска е вратен, ми се чини дека во ова време, во овој момент има и интервју премиерот за националниот сервис, ако не се лажам. Но добро е да искоментираме, бидејќи имаше разни мислења, политички квалификации, како е појден, зошто се појдени, дали тоа ќе има некакви ефекти врз перспективите на Македонија, очекувањата се големи. Каков е вашиот став генерално? Што значи Америка, Соединетите Американски држави за од безбедносен и политички аспект за Македонија? Добро вечер уште еднаш. Мојот став по ова прашање е дека владава продолжува како што започна да биде многу проактивна на меѓународната сцена. Ние имаме прашања за решавање, пред се откочување на нашиот европски пристапен пат, како што до сега беа активни и премиерот, и министрите, и председателката на меѓународната сцена во Европа. Исто така, еве го продолжија тоа и со нивното учество на инаугурацијата на председателот Трамп. И апсолутно не би навлегувало тоа дали имал покана или немал покана. Факт е дека нашиот премиер од Македонија е единствен лидер од Западен Балкан кој што бил присутен на тој настан. И од она што можеме да го следиме е дека имал исклучително богата агенда на средби, и со наши иселеници кои што имаат некакво влијание во бизнисот, во политиката, но исто така ова е продолжување на средбите кои што го има во периодот пред кампањата за председателски избори во Америка, од непосредното опкружување на председателот Трамп. Генерално вакви средби и вакви постапки на владата се за поздравување, бидејќи ние мора да сме присутни како држава во фокусот и на светската политика, па еве и на политиката во Европската Унија. И тоа се само корисни настани и средби, затоа што ако не сме присутни, ние сме многу мали во вкупниот колорит на настани на светско ниво. Македонија е негде, веројатно, многу далеко на агендата на големите сили, пред се на Соединените Американски држави како глобална, политичка, економска, воена сила. И е многу позитивно да нашите политички представници бидат присутни, да ги изложат нашите аргументи и во делот на политиката, и во делот на економијата, евентуални инвестиции од таа страна кон Македонија. И генерално сметам дека е ова многу позитивно што имавме представници тамо на такво високо ниво и со таква богата агенда на средби. Балковски, вашиот став? Ќе има ли тоа некакви резултати во целиот овој галиматијас што Трамп го најави во воени жаришта, во големи геостратешки движења на мала Македонија да влезе во меморијата и што конкретно можеме да очекуваме, или тоа се сведува на обид за да се држи некој баланс, некој ниво на се присутност, но повеќе од една куртуазни средби кои што не мора многу да значат. Или имате видите, конкретно треба да разгледуваме ова посета од два аспекта. Меѓутоа најпрвен би изразиле поддршка, нели, и честитки на председателот Трамп за инаугурацијата, за почеток на веќе председателството
со Соединетите Американски држави, каде што влева една нова надеж во светското општество, да кажам глобално, и сето тоа би имало репрекусии на македонското општество. И се големи очекувањата, нели, како што ги кажува и господинот председател Трамп. Меѓутоа, оваа посета на председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски, мислам дека се одвиваше повеќе на партиско ниво и за мене е загрижувачки што се представува како владина делегација, меѓутоа таму отидоа две партии, отидоа ВМРО ДПМН и Вреди. И ако забележувате, никаде не се појавија заеднички. Може би ќе беше... Ова е втор пат, ме чини и во Обединетите и во Обединетите нации отидоа, меѓутоа никаде не се појавија заеднички. И многу по-фер ќе беше да се каже дека одат две партии, дали се повикани, дали не, тоа е веќе сосема друга работа, меѓутоа две партии на партиско ниво, затоа што таму председателот на ВМРО ДПМН Мицкоски се сретна со председателот на Републиканскиот комитет. Значи, не се сретна со високи представници на власта на Америка кои што ќе Гренел, мислам дека се сретна. Да, меѓутоа сепак не е иста функција како минатиот. Сепак не е иста функција, а не знаеме Вреди со кого се сретна, а од друга страна среќавањето на сите понатамошни во посетата додека траеше, Мицкоски се среќаваше со наши селеници. Значи, тоа можеш и секогаш да го направи, затоа викам можеби ова беше повеќе партиско пропагандна посета од страна на ВМРО ДПМН и на Вреди, а во најмала рака беше државна делегација на Република Северна Македонија официјално. И можеби од сето тоа ќе произлезат некои активности од наши селеници, меѓутоа ние не видовме некој конкретен, ниту очекувавме во вакви инаугуративни периоди да се случат некои конкретни договори, меѓутоа не видовме ни некоја иницијатива дека нешто може од новата администрација на Трамп да се случи, поготово за Македонија. Сето тоа се одвиваше на партиско ниво и со наши селеници. Јанчев, претпоставувам нека се слагате со видувањето на двајцата соговорници, или мислите дека тоа беше една залудно потрошено време од кое што нема што да се очекува? Не беше залудно само за пропагандните цели на власта. За друго се е залудно од оваа посета на инаугурацијата. Очекувам ние да продолжиме да коленичиме на странските интереси за сметка на државните интереси и тоа се гледа и од внатрешното постапување на власта до сега. Во 40 закони кај што стои Македонија, согласно Преспански се става Северна Македонија во собранието. Затоа моментално нема никаков притисок врз Македонија. Не обутава во НАТО притисок. Нема. Дури и ни по Преспански ние немаме таква обврска, затоа што според Преспански договор во она што е за внатрешна употреба, законите што се за внатрешна употреба, треба да менуваме кај што стои Македонија Северна, од кога ќе се отвара секое поглавие од преговорите со кој што е засегнат одреден закон. Значи не реагираше веднаш на изјавите на Мицкоски дека македонското прашање не е затворено. МНР на Грција реагираше дека е затворено дефинитивно. Значи немаме ни притисок ни по Преспански ние да го правиме ова, а го правиме. Дури Преспански вика не од кога ќе почнат преговорите, туку како ќе се отвара секоја поглавие. Освен терминологијата, сепак таму е елитата светска, да речеме, беше. Тоа може друг да има проблем, корист. не можам јас влечам заклучок од тоа што се случува дома, што прават. Сега спремаат терен за бугари во устав и тоа го продаваат за условно одложено внесување на бугари во устав, тоа го продаваат како некој извонреден гениален патриотски акт, возат двојазичност на странскиот капитал, конкретно Бехтел и Енка на америчкиот капитал, нема абер да му застанат на пата кога беа во опозиција, го вадеа договорот преку свиркачи, бара обвинителство да покрене постапка,
викаа дека тој е криминален договор, сега се повлека овој се тоа гледам дека ние ќе продолжиме да коленичиме на странскиот интерес. Ова со инаугурацијата и со нивното присуство таму беше само пиар трик да се покаже дека штоме македонскиот премиер на инаугурација на амерички претседател е многу битен и Македонија е многу битна. Македонија и македонскиот премиер се многу мали за големите амерички интереси да бидат толку битни. Битни сме ко ланскиот снег за Америка. Ние вакви фори гледавме и претходно Заев кој беше во Обединети нации кога го начека Доналд Трампа. Му излезе на патот, се поздрави со него и направија слика и овие си објавија слика како они разговарале за предизвиците на Обединети нации, тоа одеше на Твитер, на Фейсбук и на Вести. Тоа е традиција, веројатно, и еден понарешен председател рече си намигнавме. Да. И ова е театар за шемата за македонското гласачко тело. Инаку јас не сметам дека е сега 100% за џаве, да не бидам 100% негативен, се среќаваат со наши иселеници, бизнисмени, тие луѓе какви такви врски имаат таму, не знам во кој ешалон во америчка администрација. Се надевам дека ќе избоксуваат некој наш интерес, мада знаејќи го ковот и кичмата што ја нема, не верувам дека тоа ќе биде нешто за наши интереси, пак ќе биде за странски интереси на наша сметка. Господин Јасовски, во една изјава министерот за надворешни работи експлицитно рече: не верувам дека Соединетите Американски држави не можат да извршат притисок врз Бугарија. Кога станува збор за македонското прашање и потурнување на патот кон него. Верувате дека тоа е така? Дека така се одвиваат дипломатските работи, дека сега, бидејќи беше премиерот таму, дека се убедија со САД и САД не знам на кој начин ќе ги притиснат бугарите да попуштат и да направиме компромис кој што одговара на Македонија. Јавната дипломатијата генерално бара време. Не може да продуцира резултати веднаш. Сега се сретнавме, утре ќе го завршиме тоа. Значи, потребно е време, потребен е континуитет на односи, градење на односи со одредена администрација. Ние треба да сме задоволни дека владата веќе во предизборието имаше одредени контакти, добри односи со администрацијата на актуелниот претседател. И тој е избран, и тој е претседател на Соединетите Американски држави, и ние сме во некаква добра позиција да градиме понатаму односи, да ја презентираме нашата приказна, нашата вистина или да предлагаме решенија како да излеземе од овој ќорсокак. Дефинитивно главната работа ќе се одвива во Европската унија. Ние сепак аплицираме во Европската унија. Но Соединетите Американски држави како глобален играч секако дека можат да имаат влијание. Дали ќе имаат влијание, тоа е... Како, господин Јасовски? Видете сега, да не бидам циничен, ќе го натераат Орбан да излезе на кафе уште еднаш. По кој систем ќе убедите толков голем број земји членки на Европската унија да го променат ставот каде што одлучуваат унисон? Добар ви беше предлогот со премиерот Орбан, но не мислам на тоа. Генерално, ние гледаме дека сме заглавени на овој процес. Јавното мислење во Македонија е против оваков начин на отварање на европските предпристапни преговори или пристапни преговори. Волјата на народот мора да се почитува и генерално владата има легитимитет од мнозинството граѓани. Зашто? За тоа дека на овој начин не можеме да ги почнеме преговорите. На овој начин како што стои во преговорачката рамка со отварање на уставот, внесување на бугарите и почнување на преговори. Кој е другиот начин? Значи, начинот, го презентираше и Движење Знам за наша Македонија, го презентира и владата. Начинот е да се изнајде решение меѓу Скопје и Софија со посредство на Европската унија, па можеби со посредство на САД, да се направи едно одложено дејство на уставните измени, каде што ние како држава би имале гаранција дека нема да бидеме кочени на тој европски пат поради билатерални проблеми. Ние имаме еден исклучок каде што
преговарачката рамка е обременета со билатерален проблем. Веќе во Европска унија се разговара поради нашите изложувања дека во иднина Европска унија треба да избегнува билатерализација на интеграцијскиот процес на било која наредна членка. Така да ја верувам дека со еден позитивен пристап, со волја, со дипломатија, со контакти со новата влада, добре е што сега конечно Бугарија има легитимна политичка влада, и со нашите презентирања на начини, волја да разговараме, да го откочиме овој процес, дека има позитивни сигнали првични, па ќе видиме. Наше е да обстојуваме на нашиот став. Тоа многу звучи, како да ви кажам сега, како флоскула, ако претходната влада не уверуваше дека само за малку и готово ги почнуваме, вие се имате на сосема друга на претходната влада веруваме, ќе чекаме, се говори за нас како да имаме многу години пред нас, во меѓувреме треба стандардот да расте, очекувањата, како што рековте, на граѓаните не се само не на овој начин, но очекувањата се и релативно брзо да влеземе во Европската унија. Ако мислите дека оваа влада бесконечно ќе преговара заради некаква гордост за која што говорите, мислам дека не сте во право. Јас сум на ставот и партијата Движење знам е на тој став дека под овие услови нема да ги почнеме преговорите и нема да се случат уставни измени. Под овие услови нема. И тоа е нешто што и владава со став го презентира пред меѓународната заедница. Конечно Македонија има влада која има став по одредено прашање и не отстапува. Затоа што претходната влада, ја спомнавте, претходната влада прифаќаше се што ќе и се понудиш. Така делуваш. Балковски, не е дека и останатите председатели и премиери не оделе во Соединетите Американски држави. Имале чести контакти со нашите иселеници, со бизнисмените, со лоби групи, влијателни, помалку влијателни наши луѓе таму. Нашите односи со САД се добри, имаме стратешко партнерство. Меѓутоа, мислам дека преголеми се очекувањата дека тоа така ќе се случи, дека САД ќе им наложи на бугарите да не признаат, иако треба тој однос на доверба или на двонасочна улица, како што сака премиерот да споредува. Но како би изгледала таа двонасочна улица? Што треба бугарите да направат, а што ние за да бидеме на некој пат, на половина пат, компромисно? Тие ќе треба да се откажат од се досега што говореле, дека... Видите, треба да јасно да ги поставиме позициите како се во моментот, затоа што и јас не мислам воопшто дека може Соединетите Американски држави да притиснат некого, посебно дали Бугарија или нас, во овај конкретен случај, или Унијата. Затоа што сосема друга беше работата со Србија и Косово, кога Трамп предходниот мандат ги викна нели во председателите на Србија и на Косово за некоја работа. Сосема диаметрален случај е, да речам, сите кризни жаришта што се во светов, и Трамп сака да ги реши тие работи во најбрз можен рок, и тие се очекувањата и на светската заедница и јавност. Меѓутоа, што се однесува сега до нашата позиција во однос на Соединетите Американски држави, Соединетите Американски држави 2008 година, нели после самитот на НАТО, не повикаа да бидат стратешки партнери на Република Македонија тогашна, затоа што не влеговме во НАТО. Тоа ние треба да го почитуваме од страна на Соединетите Американски држави како голема сила што на некој начин ни е партнер и се грижи во рамките на пошироката заедница и имаме пријателски односи. Меѓутоа, во овај конкретен случај сега за Европската унија, Европска унија, Македонија и Бугарија, мислам дека тука многу чиста е ситуацијата. Чиста од кој поглед? Ние ја имаме преговарачката рамка, значи, ја отворивме преговарачката рамка. Во преговарачката рамка стои дека втората седница ќе се одржи после промената на Уставот што ние следовме како држава, дека тоа ќе го промениме, и после промената продолжуваат преговорите по кластери со Европската унија. Јас не знам зошто во целава ситуација се ставаат односите на Македонија и Бугарија. Ние воопшто сега немаме никаков проблем со Бугарија, него треба да завршиме задачата што имаме
добиено и што ние се имаме согласено со Европската унија. Ако го смениме уставот, во собрание 2023 година веќе почна, нели, влезе уставот во промените на уставот во собрание. 22 беше се прифати преговарачката рамка, 23 година тогашниот состав на собранието ја отвори таа седница за промена и се стопираше. Не знам од кои причини се стопираше. Ние како ВМРО Народна партија сакавме во тој период, дадовме иницијатива и сега даваме иницијатива да влезат уставните измени во собрание, собранието да гласа. Ако ги изгласа, во ред. Ако не ги изгласа, точно ќе се види кој е за Европската унија, кој не е за Европската унија. Без разлика под кои услови сега зборуваме. Меѓутоа, мораме јасно да ги поставиме работите, затоа што вака само пливаме во некоја неизвестност, дека треба да преговараме со Бугарија, треба да преговараме со Европската унија, па сега председателот на ВМРО ДПМН во сегашнава посета на Америка, затоа што тој сигурно од позиција на председател на партијата го искаже, иначе не можеше да го искаже од председател на влада дека не се решени, отворено е прашањето со Македонија. Со Македонија е сосема завршено прашањето, ние почнуваме, сме дел од Европската унија, во делот на кандидат за членство, ги имаме започнато преговарачката рамка, само треба нашиот дел од обврските да ги поминиме, да го отвориме уставот и овдека сакам да забележам дека не се само бугарите тие што ќе влезат во уставот. Значи, ние имаме обврска да влезат и сосема други делови од народи, да не ги заборавиме како што се наведени и црногорци, хрвати, словенци, египјани и еврејскиот народ, делови од еврејскиот народ. И тука не гледам никаква причина ние како држава мултиетничка да не сакаме да направиме едно поширока мултиетничка заедница во Република Македонија со граѓани, делови од народи што живеат. Ние едноставно и нив сите, значи, ради не знам кои причини од владата, не ги доставуваме и не ги поставуваме во уставот. Така да ситуацијата е сосема чиста, дека само се работи дека ВМРО ДПМН сегашната влада, ево и Врен, нели гледате дека калкулира, рекоа 6 месеци, па сега ништо не се случи, инако чиста е сосема ситуацијата. Ние имаме обврска спрема Европската унија. Јанчев, овие се чини дека левица многу не ги занимаат овие НАТО, ЕУ, како да сте повеќе ориентирани на стандардот на работниците, на граѓаните. Меѓутоа, посетата уште малку ќе останам на посетата на премиерот и на владини членови во САД, имаше средба со македонски бизнисмени. И тоа не е прв пат. И тие неколку имиња се вртат со децении, очекувајќи дека можеби тој капитал на нашите од Австралија, од Америка, некогаш ќе влезе во Македонија, ама не се случува никако. Барем ја кога памтам, кога почна со новинарство, се надевавме на $5, $15, $1,000,000, не дојдоа и тие даваат само некаков совет, но стандардот на нашите граѓани не го подкренаа на тој. Дали не знаеме да ги привлечеме или тие одамна ги кренале раците од Македонија, гледајќи дека залудно би ги потрошиле парите во оваа држава. Ке се вратам на... Само не гледајте во мониторот. Ке се вратам на прашањето, морам да одговорам на оно што го зборува би било добро. соговорниците мои. Поводно со прашањето со Бугарија, јас оваа малодушност веќе не можам и да ја слушам. Надвор од памет е да правите иста работа 100 пати и да очекувате нов резултат. Сменете име, сменете устав, па Обединети нации. Откажете се од малцинства, па Обединети нации. Сменете знаме, па не знам шо. Прифатете Преспански договор, па Европска унија, нема Европска унија. Па сега прифатете договор со Бугарија, па Европска унија, пак нема Европска унија. Па прифатете нова промена на устав, Бугариот устав, ова до кога ќе тера ова? Ова е надвор од памет. Ние со никој друг немаме идентитетски проблем.
со тие што ги наброивте. Тоа е Ставете ги во устав. Тоа е Зошто замајување зошто на не јавноста. покренете иницијатива, Не, сите знаете ли други што да се случи после постават подпишувањето устав? на договорот за добрососедство со Бугарија? После 4-5 месеци Бугарија и се закани на Албанија дека ќе ја блокира ако не признае бугарско малцинство во Албанија. Кои бугари во Албанија? Тоа си е нивна работа. Како нивна помеѓу работа? Која Бугарија и пријателска Албанија. политика Ние е треба таа? Да гледаме нашата Ние се ситуација правиме овдека. при очи слепи. Ова промена на уставот на која што инсистира Бугарија не е ни малку наивна. Ние ако промена на устав со внесување на бугари со одложено или неодложено дејство не е воопшто наивна. Тоа е последица на една долга, негаторска, антимакедонска политика на бугарската држава. Одбите го уставот. Вие сте во собрание, На гласате меѓународните против уставот. судови нема да ги занима дали уставот, дали бугарите се со одложено дејство во устав или не. Кога тие луѓе ќе се жалат за некакви права, а веќе нивните апаратчици се тука на терен, имаат партии, тие ќе одат ќе дават пари за бугарски државјанства и за гласови и ќе инвестуваат вработување во администрацијата. А дали Така е вие се поставена плашите, Македонија. дали вие се плашите од Тоа е македонците идејата. дека можат да Не, постанат јас не нешто се друго? плашам, Па ако јас не сум се плашите, свесен. зошто се плашите од бугарите и Јас од сум хрватите или свесен од дека тоа што го црногорците? прават е надвор од памет и е политика во најмала Истото рака, може да го прават и простачка хрватите и не се во враќа Европска назад унија. 200 години, не враќа во Видите, 19. Јанчев, и ние хрватите со ова се не во може да Европска продолжиме. унија. Истото може да го Не прават може и ние тие. со ова да продолжиме. Не, истото може да го прават и хрватите. Ама со Ова хрватите немаме проблем, што го- никако. Па ставете ги во уставот, ајде. Јас Па наистина доста не можам- ставав на Ајде луѓе ставете ги во уставот. уставот. и Нека кажете настават зошто прво не ги бугарите ставате. во уставот, Зошто па после. хрватите, словенците, црногорците, египјаните Да, и евреите они се проблем. не ги ставите во Ова е уставот. такво И да речете бугарите такво не ги мачкање ставаме во очи, уставот. ова е неверојатно. Јас наистина не можам да сватам дека овој проблем кој што сега го имаме е дека може да биде толку едноставен како што слушаме дека е. Ставете ги бугарите во уставот и проблемот е решен. Не е проблемот решен. Ова е реторика во 21 век од почетокот на 20 век. Она што не можеле со балкански војни, со една и втора светска војна, сега се обидуваат од позиција на сила, членка на Европска унија да ни го наметнуваат. Па тие не негираат. Тие негираат дека постоиме, дека сме автохтон народ. Ни го негираат јазикот. Варцовски. Ние Ама како? на ваков начин нема да негираат ништо. Ако станат, Не. малцинство во друга На држава, ваков начин Не, ништо не, не не е негираат. така тезата едноставно. еден народ во две А држави. нивните намери се многу јасни, ја не знам како не ги сваќаме нивните намери. Ова е само почеток на нивните барања. Па нивниот председател тоа јавно го кажува. Ова е само почеток на нашите барања кон Македонија. Они ќе Како играат на мислите дека е така пасошите, едноставно? нема да играат на тие 5000 бугари во Македонија, кажат има 100.000, на нас ни следуваат толку работни Добро, места. Јанчев, да ве прашам дојди директно. гласај за бугарска партија, ќе имаш Да ве работа во прашам администрација. директно. Они сакаат да не направат Босна. Да ве Македонски дел, прашам албански директно, дел и бугарски дали дел. вие се И ова плашите, е политика стара дали 150 вие се години. плашите Сега ние за се правиме Ама, слепи еве, при очи сослушајте за ме. некаква си бајка што не постои. Ама Има дали проблеми вие во се рајот плашите од Европска унија. македонците да не станат нешто друго? Не треба да се плашам. Јас воопшто не се плашам за македонскиот идентитет. Затоа што македонскиот И јас не се идентитет плашам, ние ама го имаме тоа не утврдено. значи дека ние И треба дали да бугарите дозволиме и ова другите повеќе да ни го сите прават. ги ставиме во уставот, тоа ќе биде една придобивка за нас. Да, еве, Затоа што- видовме од вакви политики, влеговме и во Европска унија Па и ќе не знам влезе, што. еве, ги Кај почнавме- ќе влезе? ги почнавме Србија и Црна Гора преговарачката 10 рамка. години преговараат. Турција, тој што ги отвори преговорите, умре. Не е веќе жив. Сосема друга е Ама тоа Турција се од нас. бајки. Ова се бајки Ако и се бајки, и за ако се овие- бајки, преку овие бајки мор во ред. Меѓутоа, Бугарија ако се и бајки, Грција водат излезете, политики од пред дадете 200 нова години. стратегија. Вие Кога сте ќе во престанат собрание. да водат Вие политики сте во од пред 200 собрание. години, Вие ќе сте во правиме собрание. модел. Сега, Дадете нова стратегија Нашата за стратегија развојот е раскинување на на преговорите и да си го чекаме моментот кога во Европска унија ќе Значи се треба да влегува бидеме затворени. кога ќе се влегува не со консензус, туку со мнозинство, двотретинско или било како. И мислите и на тоа веќе се тогаш ќе работи. влеземе? И на тоа се Не, работи. не, мислите тогаш ќе влеземе? Па и да не Ако е влеземе, со нема мнозинство? да дозволиме на А странски која ќе е сили да ни ја иднината на работат Македонија државата. според вас? Вие ја имате Агендата е знаето да си која го е агендата, агендата како е да си го Македонија ќе се завршиме развива? домашното. Затворена? Каква затворена? Како Северна Кореја да биде? Што е затворено? Што е оние Ма не, што не, плачат? како да биде? Оние Не што го плачат кажете. за Да. затвореност
И ги освојуваат бугарските и грчките плажи секое лето. Кај е затворена Македонија? Како е затворена Македонија? Еве сега не сме во Европска унија. Како е затворена Македонија? Ама не сме Србија во не е во Европска унија, меѓутоа ги користиме сите придобивки од Европската унија. Со Европскиот план за раст ние ќе добиваме 750 милиони од каде? Од Европската унија. Ние сакаме со Европската унија да ги прекинеме сите односи, а да ги користиме Ние нема да ги прекинеме односите, ќе ги прекинеме преговорите со Бугарија. Толку едноставно. Ама ние имаме Кога ќе дојде ред да разговараме за копенхашки критериуми, прашање со Европска унија. Немаме прашање со Бугарија. Ние не сме прекинале ништо со Европска унија, ние сме од 2005 година земја кандидат. Нашето законодавство и внатрешните односи се многу добро подготвени во однос на другиве земји кандидати. Тоа е став на меѓународната заедница. Значи, странците кога доаѓаат да инвестираат овде сакаат да видат некакво законодавство кое што го препознаваат во Европска унија. Ние како држава внатрешно сме добро подготвени. И оној момент кога ќе стартуваме, ако стартуваме, ние ќе бидеме во многу добра позиција. Ние не сме затворени. Ние, еве сега пред некој ден во собранието, донесоме одлука за еден дел од планот за раст, за првата транша за 2025 година, ќе се усвои, нашиот план е одобрен во Европска унија. Ние работиме активно на внатрешен план. Сега политички тоа треба да се реши. Меѓутоа, мора да имаме став. Мора да имаме став. Ние сме 20 години земја кандидат и сега мислиме дека за една година ќе го поминеме процесот. Нема. Еве и да почнеме. Има некакви најави кога првата земја од Западен Балкан би станала членка. Па и за Црна Гора, која што е фортранер напред е замината пред сите, и за неа уште има некакви предизвици. Албанија добро стартуваше. Верувам, доколку изнајдеме начин дека и Македонија многу добро и брзо ќе тргне. Ние имаме и персонал кој што работи на подготовки веќе деценија и пол. Значи, ние сме стварно добро подготвена држава за да почнеме преговори. Меѓутоа, треба да ги почнеме онака како што доликува на една достоинствена држава. Да го Ова допрашам, се бајки, јас ова го слушам 30 години, во ова веќе не верувам. Плюс сега има и нов метод за преговори. Може затворено поглавје да ти го отворат и да ти го вратат назад. Ако не се придржуваш. Да, видовме колку е по стандарди и по критериуми се води Европска унија. Ако се водеше по критериуми и по стандарди, ова со Бугарија и со Грција немаше да дојде на дневен ред. Вредности ние мора да ги почитаме. Кои европски вредности имаш? Геноцид во Палестина, кјутат, се прават дека не го гледат, за Украина дигаат галама. Јанчев. Тие вредности. Ако може, Не ли има корупција во Европска унија? ако може да корупција сосема друга работа. да допрашам околу оваа тема уште малку. Ја разбирам револтот, веројатно и многу граѓани се чувствуваат така. Фала Богу. Но тоа не е доволно. Тоа не е доволно за мене и за многу други македонци кои што не се гледаат да останеме на Балканот последните, како да кажам, борци за независност, отфрлаќајќи ги сите можности за влегување оному каде што сите претендираат да влезат. Очекувајќи од таму помош и да останеме дел од некој европско семејство, колку и да звучи парадоксално и глупаво оваа флоскула. Кој е вашиот став? Опциите кои се? Ќе бидеме љути искарани на ЕУ и ќе се трудиме да ја превоспитаме Европската унија, како што слушаме сега од председателката, дека они мора да се вратат на корените на демократијата и ќе одиме ние во Брисел и ќе им кажеме: ало, вие дај малку свестете се, ова не е европски начин, вие мора Македонија да примите таква каква што е, или не сакате веќе ни во ЕУ да влеземе. Бидејќи за НАТО сте јасни, тоаш која е опцијата? Добро. Немојте само Кина пак да ми ја кажувате, и Бразил и тие ши. Мора да имате опција, без разлика што сте опозиција. Еве утре ќе имате 50 пратеника, треба да водите државата. Кај ќе ја водите? Геополитиката и да знаеме, револтот не е доволен. Геополитиката и надворешната политика не се водат, како што вика Мисирков, ден до пладне. Има еден случај, кога беше војната за Кипар со Турција и Грција, доаѓаат американските олеснувачи преговарачи и доаѓаат до некое делумно прифатливо решение. На Грција им викаат: вакво решение само по 100 години. И Грција викаат: за колку? За 100 години. Што сте 100 години за вечните грчки интереси? Така се води политика.
Чекайте сега. Ние Грција, сега, знаете како значи е веќе, настаната? не Ама кој сум, ја направи Грција? не сум Па нас докажал. не создадоа истите. Веќе има притисоци во самата Европска унија внатре да се тргне проширувањето со консензус. Не треба да брзаме. Тоа ми е мојаветот. Инаку светот е поголем, има алтернативи, има појас и пат. Не е само Европска унија. Еве ние имаме, не треба многу далеку да одиме, од северна граница. Србија игра со сите. Аха. Зошто да не играме со сите? Ќе доигра. Дур не дојде тој момент. Ќе доигра. Што е Србија проблем? Па не смисти и вие се споредувате Па не многу смисти. лесно. Друго, ние имаме Со домашни Грција и со проблеми. Србија, сега. Ние имаме домашни Како да проблеми. Имаме некој сваќање дека некој од надвор треба да дојде да не рани и некој од надвор да не брани. Ние дома си го немаме средано дворот. Па зашто Немаме. не го следивме до сега? Па не знам зашто не го Вие сте партија средија. од вчера. Вие сте До од сега- вчера, па не и знам па зашто како не го другите не средија, успеава ете. да средат. За да ме натера да се бавам со политика, затоа не го Очигледно средија. дека сами не можеме се да направиме. Не, Па не знам дали треба некој од надвор да дојде да ни го среди земјоделието кога ги имаме сите ресурси. Земји без ресурси произведуваат храна, ние сами не произведуваме сега за наш пазар храна. Ние сме нарочно сам не си ја вади храната, пиши пропало. И ова е од чекање некој од надвор да дојде. Ова е само изговор. Од надвор, чекајте, а меѓу време се распродава, се раскрчмува. Да, меѓутоа алтернативата треба да кажете. Балковски, не ми одговори Јанчева, ама сакам вие да ми одговорите за нашиот во странство. Тој капитал зошто не доаѓа? Тој капитал не доаѓа од странство затоа што овдека се уште не чувствуваат сигурност во правни економските односи во државата, првенствено. И од друга страна, мислам дека државата не им дава една сигурност на вложување на нивниот капитал. Ама што е различен нивниот капитал од нашиот капитал? Нели барат можеби тие нешто што и нашите бизнисмени го немаат? Па мислам дека Од Исаеве бил мој Митковски впечаток- договарал со големи да. бизнисмени и да очекуваме сега не знам најава на не знам кој Мој ќе дојде. впечаток е можеби дека Ни Џон Битов, ни не дојдоа. премногу убедувања, премногу ветувања можеби дава владата, од друга страна која ќе се сретна со сите овдека административни бариери како што се кои не можат да се довршат, сигурно тој бизнис може да си го остварат во Америка или во Австралија отколку да дојдат. Може од корупција се плашат, од администрација и се плашат бирократија. од сите работи, да. Еве, господине генерале, рековте оваа влада нема да има корупција и криминал. Ако успеете да донесете капитал од надвор, освен маđарскиот, а да не поминат низ коруптивните раце на администрацијата, Да, според некои Ќе податоци докажете уште не дека се е така. готови за 2024 година, можеме Македонија 24 да ја заврши со 1 милијарда директни странски инвестиции, што е за можеби прв пат во еден период и тоа е добар показател дека има интерес да се инвестира. Едно време Македонија беше лидер на Балканот во делот на поволности за водење бизнис. Па после тоа некои други држави не помина, меѓутоа гледам дека има желба, волја, има голема работливост, домаќинско работење, да се вратат повторно тие услови и да ние стварно бидеме повторно најдобра, најпосакувана дестинација за инвестирање, а тоа е нешто само што може да го подобри стандардот на граѓаните, намалување на невработеноста. Секако се слагам дека Македонија е заглибена во корупција, политички криминал и ние мора да конечно да расчистиме со тоа, ако сакаме да на граѓаните им дадеме услови за пристојно живење. Така да верувам дека на тој план се работи силно. добро, ама еве да ве подсетам. Сега владата вети многу капитални инвестиции, ама морам да се надоврзам на ово што Јанче го каже, да речеме примерот со Бехтел и Енка. Предизборно, тоа беше најлошиот договор што постои. Новиот министер за транспорт Николовски рече дека тунелот кон Бугарија е слепа улица. Сега гледаме дека ќе се прави пругата. Па на кои изборови да веруваме? Пред изборите или по изборите? Дали се е пиар или... Па видете, коридорот Ако е тој 8... коруптивен договор, тоа зашто го продолжија? Еве- Ако не чини таа пруга, зашто продолжија таа? Еве за тунелот и коридорот 8. И на вистина беше таква состојбата. Значи од наша страна испроектирано, тунелот завршува негде под планина на граничната линија. Па имаше разговори
во Брисел меѓу македонската и бугарска страна, па потпишување на одредени договори, па Европска унија се наоѓа како коинвеститор или надгледувач на проектот и сега имаме од двете страни на границата заеднички да тој коридор на вистина се направи. Тоа е многу значаен коридор, бидејќи ние како држава, колега беше министер за транспорт, крстосница на два многу важни европски коридори се вкрстуваат на тлото на Македонија. Коридорот 8 во моментов можеби не ни е најатрактивен, но во еден период од независноста, кога бевме под блокада од јужната граница, па и од северната поради ембаргото кон Србија, тој коридор ни беше и излез кон светот, но и нешто што ни овозможи да преживееме како држава. Тој коридор е значаен за нас, значаен е за НАТО, во светло на ова што се случува на истокот, на 1000 километри од нас, и добро е што се гради. Во однос на договорот со Бехтел и Енка, па тој договор, начинот како е постигнат, тоа е се уште предмет на да кажеме, на органите на истрагата. Но, Македонија, ако се откажеше од договорот, од она што го слушавме, големи беа, стотици милиони евра пенали и да не добиеме ништо, а веќе сме им уплатиле 250 милиони и на адванс, значи однапред, и подобро е за тоа што се договорило да се сработи, а паралелно со тоа како дошло до договорот, што дошло, дали некој од претходната влада на СДСМ и ДУИ профитирало од тоа ќе си одговараат. Меѓутоа мора да се работи. Овие два коридора беа од почетокот негирани, ама гледам дека се опре владата, па свати дека се важни двата коридора, и 10 и 8, но тие барат многу пари. Македонија, не знам дали ги има да ги обезбеди, повторно се враќаме не секам на инвестициите од Европската унија, бидејќи тие главно финансираат, ако сте членка, добивате повеќе, ако не сте членка, добивате многу помалку. А коридорот 10 е поскап од коридорот 8, мисля, чини, бидејќи таа цела пруга, барем треба целата се измести, нова траса да се направи, негде дека проценките околу 2,5 милиарди, мислам дека се чинат. Вие подобро знаете. На што треба да се концентрираме повеќе? Знаете што, добро е што и вие рековте, владата свати што значи коридорот 8. Дека коридорот 8 од почеток владата мислеше дека е само Албанија, Македонија и Бугарија, а после свати дека коридорот 8 е од Црно море до Средоземно море и автоматски се отвораат и просторите на Азија, од друга страна и просторите на Средоземна Европа и Африка од втората страна, и ние сме тука на една раскрсница. И добро е морам да кажам, со учество на Европската унија, каде што Европската унија им даде директно несогласување со тоа што тие сакаат да ги пренаменат сите пари од коридорот 8 во коридорот 10, нели? Имаш и таква работа, меѓутоа после владата се повлече од таа работа и тоа е добро. Коридорот 8, кога зборуваме за коридорот 8, треба да знаеме дека освен железничката линија што сега ја отворивме само 32 километри, па втората фаза е до Белјаковци Крива Паланка, па потоа Крива Паланка до граничен премин до тунелот, тој во секој случај, значи ево и Европската унија, Бугарија како членка од Европската унија, ќе се направи тој коридор. Дали ќе биде 2025 или 6 втората фаза, 30 третата фаза, тоа веќе зависи од ако се гради, ќе се направи. Како велате, ако почне да правиш куќа, ќе направиш. Ќе се направи, сигурен сум, ќе се направи и од европска страна. Од другава страна, треба да видиме, ако покажеме ние доволна активност за коридорот 8, ќе треба да правиме железничката линија од Кичево до Албанија. Значи, тоа е всушност целокупниот коридорот 8. Добро е што пак со помош на Европската унија свативме дека владата свати дека коридорот 8 е од исклучително значење и едноставно на некој начин сега дојде до затишје коридорот 10, односно брзата пруга, не коридорот 10. Брзата пруга се сакаше брзата пруга од Будимпешта, Белград, Скопје, Атина да дојде, меѓутоа таа брза пруга за нас лично, освен напредок,
да речам, градежен изградба, ние немаше да ги користиме како граѓани, како луѓе, ќе ни беше многу тешко да ја користиме таа брза пруга. Затоа што таа брза пруга требаше да оди Табановце, овдека некаде ќе требаше да застанува во Овчеполие и потоа веќе Гевгелија и Солун доди. Никакви придобивки ние ќе немаме од таа брза пруга ако се направи според стратегијата на Министерството за транспорт и врски. Зошто? Затоа што никаде нема да застанува овдека, ние ќе ги дадеме 2,5 милиарди. Само ќе проаѓа. Само ќе проаѓа, ќе дадеме 2,5 милиарди. Ако проаѓа, можеме да им кажеме и на Србија и на Грција, изградете ја пругата. Немаме ништо против. Која е подобра траса? Подобрата траса е нели брза пруга да застанува Скопје, дали Скопје Велес, Гевгелија Солун или Скопје Штип Струмица. Што би променило од економски аспект? Од економски аспект, ние како општество ќе ја користиме брзата пруга, не само за патници, не само за патници, и за товарен сообраќај. Меѓутоа, многу загрижувачки е сега, морам тоа да го нагласам, затоа што сите овие постапки европски и со уставот, и со преговориве сега Албанија и Црнагора што отидоа напред, ние сме во застој што самите ние си го правиме тоа. Меѓутоа, од друга страна и Шенген што влегоа Романија и Бугарија. Сега на Софискиот економски форум, одржан пред известно време, Бугарија, Романија и Грција пред Европската Унија ќе излезат со инвестиција, со предлог за инвестирање на нов коридор 10 од Романија, значи Маđарска, Романија, Бугарија, Грција, за да на некој начин Србија и Македонија не заобикло дека влегоа во Шенген. И ние, наместо да се приклучиме во европскиве процеси, со преговори, во Европската Унија, со докажување дека ова е тој коридор од 10, ние ќе ги пропуштиме и тие работи само од не измена на уставот и не почнување на преговорите од гордост. Јанчев? Интересна е ситуацијата со коридорот 8 и со пругата, особено Куманово-Белаковце, оти таа го покажа оној тренд во политиката да се прават на отварање на селски чешми и сокаци, да се покажува некој триумфализам, кога да е направен пат од Љубљана до Гевгелија. Сега имавме вести помпезни за 2 дена пруга, нова пруга. Таа пруга се гради не знам колку време, 15-20 години се гради. Еден куп пари се испокрадува во тој тендер систем дор се изгради и најако од се што таа не е нова. Во време на Југославија таа пруга постоеше. И имаме ситуација на ограбени железници, меѓународна врска никаква нема, возовите летно време возат по 25 км на сат, тргнуваат на есен, доаѓаат на пролет. Имаме штрајкови по 4-5 годишно, ама се исто пори цела влада да се повози од Куманово до Белаковце и тоа што е најако, ова пруга не беше направена од притисок за да му се возможи на народот јавна услуга транспорт, туку ова беше по притисок од НАТО за да се спои, значи од надвор се притиска за да се спои Јадранско море со Црно море за да војуваме со Русија, ама ова беше добар момент да се искористи дека за народот, пиар момент, владата е среќна, НАТО е среќен, тој што ја плаќа и што ги плаќа сите тие тендерски испокрадети работи народот, тоа е нешто друго. Така гледам јас оваа ситуација со коридорот. Меѓутоа не можете да кажете дека тоа не е и за економски развој на Македонија ако се отвори целокупниот коридор. Фала Богу и некогаш дај Боже да се отвори од потреба на македонските граѓани, а не од странски интереси. Да ги прашаме компанииве и шпедитериве кои што последниве 20 години по патен сообраќај транспортираат роба, увезуваат, што би значило тоа да имаат железница која може од Солун или од Бургас да пренесе роба и колку тоа би значило на добивката на компанијата. Значи, ние сега во 21 век и ова што го спомена колега Јанчев, се радуваме, ама навистина се радуваме, нешто се изградило. Од друга страна,
Може би ви е и срам, и нам на сите ни е срам дека вакво нешто се случувало во 45-6 година. Ние се доведоме во ситуација да немаме инфраструктура железничка и да немаме две исправни локомотиви. Во 21 век ние збориме за железница, а некои други нации зборат за сателити, за населување на Марс. Јанчев, ако се направи пругата, тоаш како пратениците патарините ќе ги наплаќаат? Не знам Тие како белешки ќе- како ќе ги носат? Нема да се возат, они се возат. Јас сигурен сум по тоа, сега ќе го гледам. Не сега Не поднесете. верувам дека ќе се мешаат со рајата. Што предлагате вие сега да се намалат патните трошкови за пратениците? Па, Вие не ова- сакате да земате пари. Да, ова со патните Вие трошоци. Скопје сте? Не, јас сум од Гевгелија. И сега вие ќе земавте најмногу пари. Па ќе земам, па не земам. А? Не земам. Не сакате? Па не А сакам. ги терат и другите да не земате. Што е идејата? Ова идеја е стара идеја. Да. Сите се слагаат, ама никако да почне. И ВМРО и СДС се обидуваат да најдат модус вивенди како тоа да не биде. На плата Но имаат право Да, или да. за патарин или за стан. Како и сега, не знам како е правилникот. Вие што има предлагате сега? има сегашното правило е да земат патни трошоци или да земаат пари за стан, за кирија. Ние не земаме ни за стан, ни за кирија, имаме и за ни следуваат паричен надоместок и за посета на изборна единици, и за тоа не земаме А пари. некои имаат и стани патарини? Има и такви, за жал. Имаат пријавено по 1-2 стана во Скопје, во Ги имотен рентаат? лист, взимаат патни трошоци. И На сега како да го решиме? на 109.000 плата, ова е безобразлук. Обичен работник, квалифициран работник, просветен работник, здравствен работник сонува 109.000 плата и никој не му плаќа патни трошоци. И ова е стварно безобразие и законот е многу лош. Законот предвидува 20% да се плаќа 20% од цената на горивото за секој изминат километар. Така за Гевгелија, Скопје и назад за 300 километри, ако реално тоа чини 1500 денари, со овој закон чини 4500 денари. И од тука излегуваат оние астрономски цифри, ко на керозин Ама да добра возат пратениците. амортизација, своја кола, се Па и еви овие други работници, Пола Велес работи во Скопје, Куманово работи во Скопје, кој им плаќа патни трошоци, кој им има плаќа правилник, амортизација? плаќа на тие што ги трошат. Па не се плаќа, еве ние од сега кога дигнавме галамане, знаете колку луѓе ни исконтактира и кажа сега последно ми пишуваше на учителка од Велес, вика секој ден возам Велес Кавадарци на плата Јанче, од вие 500 евра, сакате никој не ми никој плаќа. од пратениците да не зема или сакате да направите закон каде што и овие луѓе што се жалат Ние- и тие да можат да земаат? Ние сакаме пратениците да не земаат. Тоа порано било супер решено, имало државна зграда, дури си пратеник да ти следува кога треба да преспиеш, што ти се случува да заглавим и до 3,5-4 сабајле, да преспиеш и тоа е тоа. Сега и таа е потурчена. И сега се сведе на ова и ние баравме во претходниот мандат да се сведе патниот трошок на цена на една автобуска карта. Тоа беше одбиено од причина дека немало автобуси, нели, ако треба во 12 саат навечер да одиме. И сега со ново решение предлагаме да се плаќа на 100 км по 6,5 потрошење на гориво по реална цена на гориво. Така да ако вози некој од Гевгелија за Скопје на седници и назад, да му следува околу 1500 денари, не 4500 денари. Па ќе видиме дали ќе го прифатат. Ако е на плин може и поевтино. да Па прави. може и поевтино, да. Балковски, Авторски, како овој предлог? Видите, движење знам за наша Македонија е наистина отворено да разговара за секакво решение кое што доколку сметаме дека е исправно, праведно, праведливо, дека треба да се даде во процедура. Јас имам забелешка до колегата Јанчев, бидејќи тие нивниот предлог на закон не го искомуницирале ни со големите партии, ни со ВМРО-ДПМН и мнозинството, па и со нас и со останативе. И некако тоа ми дава некакво чувство дека не се баш веројатно ни сигурни дека ќе помине и дека тој предлог е само за дневна политика. Ако сакате навистина нешто да ви помигне, има процедури ни собрание каде што вие ќе разговарате, лобирате по ходници, по ресторани, по комисии, за да добиете
поддршка за тој закон, која ќе дојде на пленарна седница, навистина да го поддржиме. Навистина да го поддржиме. Вака некако никој од нас не е информиран за предлогот. Предлогот е дојден низ комисија на пленарна седница. Како да ви кажем, собранието, пратенициве се на некаква, ако ги гледаме како се бираат председател на Република и тие 120 пратеници, тие се некако на врвот на таа хиерархија на јавни функционери. Па после тие 120 пратеници бираат влада, министри, заменици, избрани, именувани лица. Знаете колку има избрани, именувани лица во Македонија? Колега, 2000, 3000. 1/3 од нив имаат плати колку пратениците. А пратениците ги избрале. Тие имаат легитимитет од народот. Имаат службени коли. Па тие коли чинат 30-40 евра. Па имаат возачи. Па се троши гориво. Па репрезентација на тој именуван или избран државен службеник. Кој ќе видите така, некако пратениците на вистина имаат трошоци. Јас живеам во Скопје, доаѓам пешки на работа, а во летниве месеци со скутер. Меѓутоа, колегата од Гевгелија, тој има трошок и тоа сериозен трошок да дојде на работно место во Скопје, да остане до 11 и по не знам какви временски метеоуслови, 90% Македонија е планинска земја со превои, со лоши временски услови. Луѓето се постојано на тркала, главата им е од торба, вика народот, кога сте на тркала. И амортизирате возило. Тоа се трошоци големи. Јас во минатата година во кампања го видов тоа колку тоа чини од сопствени извори. Сакам да кажам дека тоа е уредено. Негативниот став кон патните трошоци е веројатно причина на некакви минати состави, некакви минати поранешни пратеници кои безочно го злоупотребуваа процесот и гледавме енормни суми на пари. Го злоупотребуваа процесот. Не се водени постапки против нив, но се ставени на столбот на срамот. И ние ги знаеме кои се, и тие тој срам ќе си го носат до крајот на животот. Меѓутоа, луѓето навистина имаат трошоци, тие трошоци треба да се покријат. Во државна администрација треба организацијава да ви овозможи од местото на живење да дојдете на местото за работа, тоа е Скопје. А вие имате обврски и во изборната единица, меѓу граѓаните, меѓу избирачите. Ја и колегата Јанчев сме пратеници од цела изборна единица. Јас сум во изборна единица 3, од Скопски Илинден до Берово, од Велес, Чашка до Крива Паланка, 22 општини, јас сум должен како народен пратеник да ги посетам. Исто така и колегата Јанчев, од Гевгелија преку Кавадарци до Прилеп. Значи, тоа се обврски, тоа се трошоци, кои што треба на некаков начин да се покрие од собранието. А ние имаме во позадина на пратеници, имаме стотици, илјадници избрани именувани кои што трошат колку еден избран именуван може чини колку 10 пратеници во собранието. Балковски, чини државата. И во минатиот пратенички состав имаше обид, мислам, ама немаше завршница. Немаше завршница, имаше пред минатиот состав, мислам дека се донесе една корекција на патните трошоци. Да? Или од 30 на 20%. Да. Мислам дека тогаш беше таа корекција. Во минатиот состав немаше, ево сега ја покренува Левица истата работа. Меѓутоа, знаете што, јас мислам дека целото незадоволство од општеството спрема државните институции се сведува на парламентот и на пратениците. Затоа што и во владата, незадоволството од владата, во министерствата, не може толку да го искажат вработените и општеството, затоа што сепак зависат од некои сепак услуги од министерство, од јавни предпријатија, од директори, тие остануваат секогаш настрани и најдобро е да се критикуваат пратениците, затоа што очите се стално вперени таму, иако не можат има ништо да агенции, комисии, дирекции кои што земат и поголеми плати. Во минатиот состав на една ваква дебата реков дали општеството и дали Македонија ќе биде и побогата, и посигурна, и по-некоруптивна, ако пратениците па ништо не зема. Ни плата, ни трошоци, дали тоа ќе се постигне? Нема да се постигне. Значи, сепак мора да има еден ред, на каков начин, хиерархија,
каде е парламентот, значи како институција, каде се јавните предпријатија, каде е министерствата и каде сите останати. Сето тоа може да се реши, нели се донеси нов правилник сега минатиот состав во собранието. Заплатите? Да, Не, сега е деловник спречено. на работа. Невозможно е да направите И не злоупотреба. може така да во овој систем да речам само мислам дека поголема пропаганда се прави за сите тие работи, а државата има многу поголеми проблеми. Ова е банализација на овој проблем. Јас не знам од тие ние што ги представуваме колку зимаат 109.000 плата, а сигурен сум дека ја сонуваат и дека на многу малку од нив им се покриени патните трошоци. Да, согласен сум дека има невидливи, поготово во извршната власт, кои што прават многу трошкови, но и они зависат од нас. Како ние ќе ги скастриме нив ако не почнеме прво од нас? Кој пример ние го даваме? Така да ова има и така има смисла. Дадете предлог пратениците да не земаат ни плата, ни трошоци, дека работат за државата, Па еве, не викаме дека не треба да зимаат плата, ама дека вакви платни трошоци ние не ги зимаме, нема да ги зимаме и да се усвои ова, што ќе биде по реална цена. Така да не знам каков е проблемот да си плаќаат по реална цена. Да, и ние имаме пратениците плати. пратеници од нашата пратеничка и група не кои што земаат. патуваат, не земаат. Ама тоа е притисок од јавноста поради перцепцијата створена дека не можеме да пратениците живееме во уравниловка, не можеме да се враќаме на Ама како Сепак е уравниловка, парламентот учителка на што зима демократија, 500 евра се парламентот вози е на на нејзин врвот на трошок, да. пратеник што зима 109. Слагам Јанче. Он, ако има такви примери, он е одлепен од тоа што го представува. Он живее во два паралелни света. Како он ќе се грижи за нејзините проблеми? Не е секогаш откажувањето, принципот да биде за сите кои што користат свој возила во службена потреба да ги добиваат тие средства што ќе определите. Таа амортизацијата е огромна. Тоа е пореално него да се откажувате. Секој ден. Лани 3 сервиси направи. Има уште едно прашање, не е многу време, ама сакам на крај да го отворам. Не е толку битно и доминантно, бидејќи имаме плурализам на партии и сите сакате да остане така, меѓутоа граѓаните некако, па и новинарите често на премиерите им ги поставуваат тие прашања до кога ќе бидете волку раскарани, кога ќе се направи некакво национално единство, како во Германија, како во други држави, каде што заради посебни интерес на државата се помируваат партиите на некој начин на определен период според клаузулата кој како ќе помине на изборите. Значи не е тоа некоја техничка влада, туку сепак според изборниот резултат. Знам, излезе со таков предлог, потоа гледам дека и СДСМ понуди некаква опција. Премиерот искажа огромна отвореност за такво нешто, ама мислам дека се остана на вербални изјави за медиумите. Не се сеќавам дека сте се стретнале со премиерот да ве изслуша што точно имате во вашата програма. Како партиска делегација ја доставивме до СДСМ, рече да, Да. by the way се среќаваме, разговараме, но никогаш сериозно не сте седнале на маса да се разговара за оваа тема. И ова е процес, ова што го зборев претходно. Па добро, значи, сега, за да дојдете генерале, во процесот ситуација сите партии да Брадики го ни порасна прифатат 100 тоа, години, не можеме да треба да чекаме. се разговара. Има таква Генерација. книга Треба да процес. се разговара. Има таква книга процес сега. Не, ова Многу е демагошки звучи са. Процес Не, за ова, ама- процес за она. Па Ако некој почнаме, сака да реши, ние ќе го направи Ние тоа. го почнаме. Ја доставивме платформата до нашиот коалиционен партнер ВМРО. А не го прочитали уште. Во наредните денови, пошто не можеме од дневно политички работи во собранието да дојде дневен ред нешто што е навистина сериозно. Ние наредниве денови истата ќе ја доставиме официјално до сите парламентарни политички партии и ќе разговараме. Ама знаете, Подготвени сме. генерале, знаете како? Ама сите има. Тие платформи се ајде се здружиме, ама по моето. Се левица ако ја направи тоа ќе биде по нивна. Подготвени сме да слушнеме и другата страна. Па вие читав таа измени, дополнувања. Таа е тврда малце,
Не е за сите прифатлива. Не е тврдо ако кажеме дека сме подготвени да разговараме, да го слушнеме мишлењето на другата страна. Ама тоа зашто ги напишавте така како што го не Проектата на напишавте. платформата е да имаме одреден степен на обединетост, значи сплотеност за одредени важни прашања кои што се национални прашања, државни, не прашања на знам, на левица, на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Па таа може левица не ни влага у обидот за национално единство. Ја верувам дека и тие би се сложиле со голем дел. А иако гледам дека со ВМРО имат идентични ставови околу членството во ЕУ и за преговарачката рамка, Но ВМРО глуми. не знам дали глуми. Инаку ова со платформите да не покријат нас, ние први извадовме Па платформа. заедно фрлавте цигли сега на площадца. Платформа за национално обединување и црвени линии за државни национални интереси, ние први извадовме и таа беше ставена пред Оставивте избори. до ВМРО, до влада. Ја да, и И ве викна. таа беше уште во предизборието извадена, сред кампања и кажавме дека ова ќе бидат првите услови за евентуална коалиција ако има преговори. Ние никогаш не рековме дека сме ние први со оваа работа. Не е важно кој е прв, Значи, важно е уопште кој не што е е битно сега на кој е власт, прв. да ве свика тие што сте предложили, да најдете, да почувствуваат граѓаните дека има обид за нешто такво. Да, меѓутоа, знаете што се случува? Се плашат ќе се изгубат Реално политичките гледано, опции. без разлика која партија, ова е добро што знам излего или претходно и Левица и сите други партии. Меѓутоа, од партија која ќе потегне тоа нема успех. Реално. Ама Балковски, како Германија, значи и левите и десните меѓутоа, со години владеа заедно. Можеби тоа е на сосема друг начин и јас затоа сакам сега да го искажам предволкот и ставот. Значи, Ману работеше на Националната развојна стратегија на Македонија. Таа со закон се усвои 24 година. Потоа владата едно време, мислам дали ја знаеше или не знаеше дека е донесена, па ова влада рече ќе правиме нова стратегија, па сигурно разговараа со Ману, па Ману им кажа дека чекајте, донесена е Национална развојна стратегија. Таа Национална развојна стратегија е донесена 24 до 44 година. Значи, во таа развојна стратегија се сите предизвици, тој е највисок хиерархиски стратешки документ за развојот на Република Северна Македонија во рамките на со рок од 40 години. Истовремено, значи, со Националната развојна стратегија треба да се донесе генералниот просторниот план на Република Македонија за 20 години. Тој не е донесен, значи тоа закасна и минатата влада, ова влада не знам како ќе го реши тоа. На такви стратешки документи ние можеме да се обединеме. А не генерално. А не генерално. Нешто конкретно. Значи, ако ние Што може да се постигне ја договор. прифатиме Националната развојна стратегија каде што е направена со поддршка, тоа е и од Обединети нации, од UNDP, со поддршка од чешката влада и со поддршка од британската влада и МАНУ. Значи, стручни лица ја направиле таа Национална развојна стратегија за период од 20 Значи години. не е само дали НАТО и ЕУ па црвени линии. Туку Како нешто ќе се што е- движи државата во тоа? Ако ние се обединиме, значи во тој дел, во Националната развојна стратегија, многу брзо ќе ги решиме и некои политички работи помеѓу партиите. Тука треба владата, и јас денеска слушнав дека владата направила пак некоја програма за развој за 25-та година. Меѓутоа не кажаја и мислам Дали инкорпорирана дел од дали е ова што тоа врз говорите основа вие? на Националната развојна стратегија. Ако е тоа така, тогаш може да дојде до обединување не само на партиите, него и на свеста на народот дека мораме да спремиме ние кон европските вредности. Добро, благодарам. Јанчев, неколку пати употребивте термин пиарот. Може ли да престанат партиите само заради пиар да сечат ленти, да копаат лопати, да си работат, да не мора да се фалат секојдневно со мали работи, а со голема помпа? Па, од тоа што го гледаме до сега, чисто се сомневам дека тоа ќе се случи. Вие кога би биле власт, дали би го правиле тоа? Па, ние кога би биле власт, би техрале стратешки проекти, на селски чешми. Премиерот е повеќе го има на телевизија од спикер на вести. На секој ќоше се појавува во секој село. Граѓаните се уморни од лоши вести, сакаат добри вести, сакаат да видат дека нешто се гради, а кога нешто се гради тоа е добро и позитивно за државата. Значи граѓаните сакаат да видат работа и Австралски. резултат.
Нормално, 10 години го гледавме човекот од Будимпешта кај што отвара сече ленти и фрла лопати. И мислам дека тој ми се здосади. А после имаме период 7 години кога скоро ништо не се. Нека работа, тој име работа, ние не гледаме луѓето што работат кога се во канцеларија. Благодарам што бевте гости во дебата на клан. Благодарам. На поканата. И благодарам на вниманието вам, почитувани гледачи.